Редовно издание на Дневникот на К1. И во ова информативно издание ви ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија, светот и спортот. До полнок политичките партии треба да ги достават кандидатските листи до Општинската изборна комисија. Една лице загине на автопатот Скопје-Велес. Што добива Бугарија, што Македонија со договорот за добрососедство, се бара одговор на трибината за македонските работи. На вчерашната трибина со наслов за македонските работи, организирана од страна на граѓанската иницијатива Крста Петков Мисирков, се дебатираше на повеќе прашања околу последиците од потпишаниот договор за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Дали градење заедничка историја помеѓу Македонија и Бугарија значи бришење на македонскиот идентитет? Ова е само едно од прашањата на кои синоќа во Велес се дебатираше на трибина насловена како за македонските работи во организација на граѓанската иницијатива Крста Петков Мисирков. Професорот по историја Миновски вели дека договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија е на штета на македонскиот народ. Она што беше објавено досега, очигледно е дека се работи за еден договор кој што е најблагоречено асиметричен, односно дека тука не се, да речеме, застапени македонските државни и национални интереси, туку исклучува договор кој што ги изразува желбите, интересите и стремежите на Бугарија како бугарски национален интерес во една поширока глобална политика што ја водат, политика која што не е од денес, разбира, има континуитет со децени. На прашањето што добива Бугарија, што губи Македонија со овој договор, професорот по византологија на катедрата по историја на Филозофскиот факултет доктор Александар Атанасовски рече дека Бугарија секогаш го добива тоа што го бара, а Македонија пак го губи она што е недрагоцено. Со тоа што ние се откажуваме од нашото минато, ние фактички си ги сечеме корените и ние не сме ни држава. Следува второто, откажувањето и од јазикот, бидејќи сега се уште не знаеме дали во договорот стои македонски јазик. Немате ни јазик. Автоматски, значи, Македонија исчезнува. Ние ќе станеме овде безимена територија или ќе бидеме фактички западни бугарски земји, како што не нарекуваат по бугарските телевизии. Граѓанската иницијатива Крста Петков Мисирков вели дека вакви трибини ќе организира и во останатите општини во Македонија, се со единствена цел на македонскиот народ да им презентираат зошто и колку е штетен договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Една лице загина во сообраќајна несреќа која што се случила вчера вечер во 22 часот и 45 минути на автопатот Скопје-Велес во насока кон Скопје, во близина на местото викано Рајко Жензифов. Загина прегазен пешак на автопатот Скопје-Велес. Несреќата се случила синоќа во 22 часот и 45 минути кај местото викано Рајко Жензифов. Според информациите од МВР, патничко возило Мерцедес со српски регистарски ознаки управувано од ДК 45 од Република Србија удрил во пешак Ј30 од село Грдовци Кочанско. Од здобиените повреди, пешакот починал веднаш на местото на настанот. Смртта била констатирана од страна на лекар од идната медицинска помош. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и екипа од СВР Скопје. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било предадено на обдукција. Возилото било упатено на технички преглед, а од возачот била земена крв за анализа. Кавадаричките села Шивец и Возарци до утре напладне ќе останат без вода за пиење. Недостигот е поради дефект во линијата. Според информацијата што денеска попладне ја добивме од јавното предпријатие Комуналец, личен е дефектот на водоводната линија кон Фени Индустри, односно кракот, кој со вода од системот Лукар се снабдуваат овие кавадаречки села. Од Комуналец велат дека истите до утре до 14 часот ќе останат без вода за пиење. За сега екипи на јавното предпријатие Комуналец вршат отстранување на дефектот.
Рокот за поднесување на кандидатските листи за локалните избори 2017 завршува денеска на полнок. До општинските изборни комисии од пред неколку дена групи избирачи и партиите почнаа да ги доставуваат кандидатските листи, иако голем дел од лицата за кои граѓаните ќе се изјаснуваат се веќе објавени. Ноќеска на полноќ завршува рокот за поднесување на кандидатските листи за локалните избори 2017. Општинската изборна комисија во рок од 48 часа од приемот на листата на кандидати утврдува дали таа е поднесена во соодветниот рок и дали е составена во согласност со одредбите на изборниот законник. Поднесувачите на листите на кандидати имаат рок од 48 часа да ги отстранат неправилностите, а Општинската изборна комисија ги потврдува со решение. Листите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот и доколку од нив не се отстранат констатираните неправилности, ќе бидат отфрлени. Потврдените листи на кандидати Општинската изборна комисија треба да ги достави до Државната изборна комисија најдоцна до 16 септември заради утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати. Според роковникот за изборни дејствија, ждрепката треба да се одржи на 18 септември. Најдоцна до 21 септември, Општинската изборна комисија ги објавува листите на кандидати за членови на совети за градоначалник, а во оние општини во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот, се објавуваат покрај на македонскиот и на неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа општина. На 16 септември, Државната изборна комисија ќе ја спроведе ждрепката за рекламните паноа и билборди за политичко рекламирање. Шестите локални избори се закажани за 15 октомври, а ќе се спроведуваат во 3480 избирачки места во 80 општини во градот Скопје. Изборната кампања ќе започне на 25 септември на полноќ и ќе заврши на 13 октомври. Митко Јанчев за Кавадарци и Златко Пенков за Неготино се кандидатите за градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Тие на престојните локални избори ќе бараат довербата од граѓаните на Кавадарци и Неготино. Од СДСМ пак Бетијан Китев е кандидат за Кавадарци, а Тони Дилков за Неготино. Мартина Митков ги носи информациите. Бизнисменот Митко Јанчев е кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, кои на предстојните локални избори ќе ја бара довербата од кавадарчани. Јанчев е познат стопанственик со успешна кариера зад себе во приватниот сектор. Инаку тој е собственик на компанијата Кожувчанка и на неколку други приватни фирми, а е претседател на регионалната стопанска комора. За општина Неготино, кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН е Златко Пенков. Тој доаѓа од функцијата раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инаку од редовите на СДСМ веќе од поодамна се знаат кандидатите за градоначалници. За Кавадарци е Бетијан Китев, а за Неготино Тони Делков. И во Велес се познати имињата на кандидатите за градоначалници, а за советничките листи со официјално име испадна СДСМ. Неофицијално од информациите кои располагаме, најмалку 4 лекари ќе бидат дел од идниот совет на општина Велес. Дијана Иванова со деталите. Иако неофицијално сепак помалку или повеќе познати се имињата на кандидатите кои на престојните локални избори ќе се борат за градоначалничкото, но и за советничките места. ВМРО ДПМН пред 3 недели објави дека актуелниот градоначалник на Велес Славчо Чадиев ќе биде кандидат за уште еден градоначалнички мандат. 10 дена подоцна и СДСМ обелодени, Аце Коцевски е нивниот кандидат за градоначалник на Велес. Денешните пресконференции на СДСМ и на ВМРО ДПМН новинарите ги искористија за да прашаат дали кандидатските листи се поднесени до Државната изборна комисија. Идентичен одговор има само дека крајниот рок ќе биде испочитуван. Јас можам само да кажам дека листата е готова, значи денеска ќе биде доставена до Државната изборна комисија. Носителот мислам дека ќе го видите многу скоро. Како носител на таа листа,
неофицијално веќе знаете, официјално ќе биде промовирана е непартиска личност, а тоа е доктор Ненад Коцич. Според првичните непотврдени информации со кои располага К1 телевизија, во идниот состав на Советот на општина Велес ќе има најмалку 4 лекари. Она што е веќе познато во Велес, во трката за градоначалник и за советници, нема да има независни кандидати. Локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, покажа видливи резултати на проблемот со недостигот на паркинг простор во Велес. Ова го истакна на денешната пресконференција Каролина Попова од ВМРО ДПМН. Во изминатите 4 години локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, покажа видливи и конкретни резултати на проблемот со недостигот на паркинг простор, истакна Каролина Попова од ВМРО ДПМН. Само на новоизградениот паркинг во близина на гимназијата Кочо Рацин има простор за 55 возила. Но тоа не е единствениот нов простор кој се изгради во изминатиот 4-годишен мандат. Во изминатите 4 години во Велес се уредија вкупно 13 паркинг простори, со што бројката на паркинг места се зголеми за дополнителни 643 возила. Новите 13 паркинг простори се изградени во различни делови на градот. Ќе ја посочиме левата страна на градот, околу автобуската станица, Малото Мовче и градскиот пазар. Таму сега има нови 330 паркинг места кои продонесуваат да се олесни функционирањето на градот, особено за време на пазарните денови. Попова истакна дека вакви конкретни резултати на ова поле во минатото немал и потенцираше дека токму ваква локална власт му е потребна на градот. Пресконференциите не застануваат. Општинската организација на СДСМ Велес со обвинување до општината за бистите во паркот Каршијака. На пресконференцијата реагираше општина Велес преку писмена реакција. ВМРО ДПМН и Славчо Чадиев без референдум и без да ги прашаат граѓаните го уништија паркот на народните херои Димче Мирчев и Благој Страчковски, обвини Весна Стојанова Богоевска од СДСМ. На истото место, Чадиев и ВМРО ДПМН со збратимената општина Каршијака од Република Турција се договорија на истото место да го изградат паркот Каршијак. Со тој договор, на местото зад мене, требаше да стои бистата на Мустафа Кемал Ататурк, но и по 7 години таа не е поставена. Граѓаните на Велес, а веруваме и граѓаните на збратимените општини од Турција, Адалар и Каршијака, се прашуваат зошто не е поставен споменикот на Ататурк и каде е бистата што тие ја донираа. Стојанова Богоевска запраша што се случи со бистите на народните херои кои претходно беа во паркот пред гимназијата и другите јавни површини, а обвини и за алејата на хероите на Костурница, за која рече дека истата не е направена. На пресконференцијата реагираше општина Велес преку писмена реакција. Во неа, меѓу другото, стои: сакаме да ја информираме јавноста дека согласно барањето на Сојузот на борците од Велес, сите бисти на народните херои од НОБ се извадени и се чуваат во депото на спомен Костурницата. Во меѓувреме, општина Велес го изработи проектот Алеја на борците, издаден е налог за нејзина изградба, но се чека да поминат изборите за потегот да не се свати како додворување на боречката организација. Истовремено, СДСМ покажува голема некоординираност. Нивната советничка група има 10 членови во Советот. Може би фактот што се поделени на 2 фракции е одлучувачкиот, па советниците не го информираат штабот за овие активности, за кои тие самите се целосно запознати. Што се однесува до спомен бистата на Кемал Ататурк, сакаме да ви известиме дека во тек е процедурата за нејзино поставување. Тоа е донација од Турција и ние не можеме да влијаеме на времетраењето при нејзината изработка и пристигнување. Сепак потврдуваме дека и таа набрзо ќе биде поставена на постаментот, стои во реакцијата на општина Велес.
На вчерашната пресконференција на ВМРО ДПМН, во која општинската организација СДСМ беше обвинета за спроведување на непотизам и вработување на лица блиски до СДСМ. Денеска од таму реагираат. Советникот Ивановски, чија сопруга според ВМРО ДПМН се вработила во време на изборен период, рече дека се било според изборниот закон. Во продолжение да ја погледнеме изјавата. За вработувањето на мојата сопруга, господа ВМРО-вци, посебно господине Петре Саздов, не берете гајле, се е законски, според Законот за работни односи и членот 8а од изборниот законник. Од што повеќе се плашите, господа од ВМРО ДПМН? Дали од тоа што се работи на Иван Ивановски сопругата, или што секојдневно се отвараат перспективи за младите и за државата, или што ќе губите катастрофално на престојните избори? Продолжуваме со вестите од Македонија. Ориентирани сме кон развој и финансиска стабилност на државата. Создаваме услови за економски напредок и цениме дека тој е можен низ подршката со инвеститорите, посебно домашните предпријатија и отварање на нови работни места. Истакна денеска премиерот Зоран Заев на средбата со шефицата на ММФ за Македонија Јасмин Рахман. Собранието на Република Македонија денеска го објави огласот за именување нов државен јавен обвинител по разрешувањето на Марко Зврлевски од оваа функција на 17 август. Официјално со ова почнува рокот од 15 дена за пријавување на заинтересираните кандидати за функцијата јавен обвинител на Република Македонија. Рокот за пријавување на кандидатите е 15 дена од објавување на огласот во службен весник. Советот на јавни обвинители пак има рок од 15 дена од денот на прием на документите да даде позитивно или негативно мислење за сите пријавени кандидати. Потоа постапката продолжува во владата, која на седница ги разгледува кандидатурите, вклучително и мислењето од Советот на јавни обвинители и треба да донесе одлука за еден од кандидатите за кој претходно постои позитивно мислење од Советот. Потоа одлуката оди во собрание како предлог решение, а истовремено се доставува и мислењето на Советот на јавни обвинители. За именување на јавен обвинител, собранието одлучува со просто мнозинство од 61 глас. Доколку Советот не даде позитивно мислење за ниту еден од пријавените кандидати или владата не може да избере, по предлог од собранието ќе се распише нов оглас. Досега во јавноста своите кандидатури ги најавија адвокатите Александар Тортевски, Звонко Давидовиќ, Александар Наков, Сейфула Османи и нотарката Лорија Ваневска. Девет рудари загинаа во експлозија на газ во рудник во северниот дел на Кина. Соопштија локалните власти. Експлозијата се случила во рудникот за јаглен Јучен, каде во тој момент под земјата се наоѓале 17 рудари, јави Синуха. 8 од работниците се спасени и префрлени во болница, од каде информираа дека тие се во стабилна состојба. Останатите информации од светот во продолжение. Вооружен напад во градчето Спокен во американската држава Вашингтон. Едно лице загина, а тројца се повредени при напад со огнено оружје во средно училиште. Повредените се хоспитализирани во болница, а напаѓачот бил уапсен, информираат надлежните. Истрели се слушнали во училиштето Фримен. На социјалната мрежа Твитер раководството на училиштето напишало дека од безбедносни причини бил затворен кампусот. Причините за вооружениот напад за сега се непознати. Американскиот потпредседател Майкл Пенс во телефонскиот разговор со високиот представник за надворешна политика и безбедност на Европската Унија, Федерика Могерини, изјавил дека Соединетите американски држави сакаат да соработуваат со Европската Унија во остварувањето на евроатлантските амбиции на земјите од Западен Балкан. Како што соопштува Белата куќа, во разговорот Пенс нагласил дека САД планира сите своји понатамошни активности околу Северна Кореја да ги спроведува во координација со Европската Унија.
Денес имавме претежно сончево време. Дневната температура се движеше од 26 до 33 степени, у индексот со вредност 6. Како што соопшти УХМР, следува период на сончево време со свежи утра и со постепен пораст на дневната температура, така што за време на викендот температурите насекаде ќе бидат над просекот за овој период од годината. Во понеделник има зголемување на облачноста, а локален дожд и позначително опаѓање на температурата ќе има од вторник. Тоа се за овој дневник. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!